Moj život, moja sudba, moj dom. 1924. godina je godina na ubistva во ВМРО. По подпишувањето на така наречената Нишка спогодба меѓу Кралството на Србите, Хрватите и Словенците и Бугарија во март 1923 година, ВМРО зеде активно учество во уривањето на бугарската влада на Александар Стамболиски. Во втората половина на 1923 биле воспоставени врски и водени разговори со представници на Советскиот сојуз, кој бил заинтересиран за создавање единствено македонско револуционерно ослободително движење. При тоа Тодор Александров подготвил и подпишал проект за разбирање меѓу ВМРО и советската влада. Преговорите водени во Виена завршиле со подпишување декларација на Централниот комитет на ВМРО и на Мајскиот манифест од страна на Тодор Александров, Протогеров и Чаулев. Под притисок на бугарската влада, првите двајца со декларација на Централниот комитет на ВМРО јавно се откажале од своите подписи, а Тодор Александров бил убиен на 31. август 1924 година од припадници на ВМРО, војводите Штерио Влахов и Динчо Вретенаров. Раководството на ВМРО го презеле Александар Протогеров и Иван Ванчо Михајлов. За убиството на Александров биле обвинети конкурентните организации од македонската емиграција. За 2 години по настаните во Горна Џумаја, на 12 септември 1924 ВМРО убива редица истакнати македонски интелектуалци и револуционери, идејни противници како Димо Хаџидимов, Арсениј Јовков, Тодор Чопов и други. По наредба на Ванчо Михајлов бил убиен Александар Протогеров во 1928, а ВМРО се поделила на Михајловисти и Протогеровисти и дошло до нивно меѓусебно физичко пресметување. На 7-миот конгрес на ВМРО на 21. јуни 1928 година Ванчо Михајлов официјално го презел раководењето со организацијата. Мојот дом, мојот живот, моја судба, мојот дом. Пред 100 години, во 1924 година, Скопје добило такси служба. Таксистите тогаш стоеле на плоштадот Крал Петар, на улицата на Кео 13. октомври и кај споменикот на паднатите борци. Првиот таксист во Скопје бил Ѓорги Поповиќ. И автотаксистите работеле во 2 смени, дневна и ноќна. Цените на такси услугите биле малку повисоки од оние на пајтонџиите. Меѓуградските такси возила стоеле на Битпазар, а ноќе во гаража. Цената на возење на меѓуградски релации изнесувала 80 динари за 1 час возење. Според правилата за јавен сообраќај, кои ги одредила управата на полицијата, автотаксистите во Скопје во периодот кога не работеле, ги оставале колите на одредени станици. Потоа не смееле да примаат повеќе од 1 патник до шоферот. На предното стакло морало со црвено да се испише такси, а под тоа да се означи бројот на патниците. Не смеело да се превезуваат животни или болни луѓе заедно со други патници. Ако оделе напред, свирнувале еднаш, за лево свиркале 3 пати, а за десно 2 пати. Оние кои не се придржувале кон овие правила биле казнувани со 150 динари казна или 20 дена затвор. Во Скопје пред 1930 година биле воведени и сообраќајни знаци, а во 1929 се почнало со калдармисување на некои улици со ситни коцки.
Najnapred bile kao grmisani so sitna bazaltna kocka. Oni je ulici vo centarot koji vodele do ploštadot, so što ovoj del od gradot stanao mnogo popristapen za vozenje automobili. Така беше во далечната 1924 година, пред точно 100 години. Moj život, moja sudba, moj dom.